Ангелов, момент за историја, свесни ли сте што направивте? Па, мислам дека не, ама ова е нешто што може да кажам за мене како крем за тоа што овие години што сум у Вардар. Фала на Вардар, фала на претседателот, фала на сите навивачи на Вардар и мислам дека ова дојде баш у прав момент за мене и особено за сите играчи на Вардар дека доста уложивме. Честитки за титулата, ова е историја, Македонија е на врвот, Вардар е на врвот, како го доживеате овој успех, ова е нешто неверојатно, вие сте втор како клуб дебитант кој освојува титулата. Хвала пона, ама ви не знаете како тој момент да преживееш. Много сме среќни затоа што направиме голем успех не само за спорт, само клуб, за цела Македонија, за цела држава. И верувале од почеток да ми можеме да направиме историја. И сад сваки човек кој асоцира со Македонија е сигурно да памти тој дан што е данас. Столе неверојатна работа, Вардар шампион на Европа, Македонија на врвот, ова е нешто неверојатно. Како се чувствувате? Знаете ли всушност што направивте? Па мислам дека знаеме. Ја освоивме Европа. Како беше? Дојдовме, видовме, освоивме. Браво, сакам да те прашам уште една работа. Два драматични меча со две драматични победи со хепи енд на крајот. Па тоа кажав, мислам дека покажавме карактер, значи многу е тешко да такви нокаут надпревари да победиш густ надпревар два пати поред. Така да горцум на овие момци, горчу сум капитен на оваа екипа, покажаа карактер и знам дека ги израдувавме сите дома. Тоа е најбитно. Се надевам дека ќе уживате вечерва и дека ги славиме заедно во Скопје. Ќе уживам. Алекс, честитки за титулата. Вардар е на врвот, Вардар е на кровот на Европа. Уште еден тежок, шокантен надпревар и победа неверојатна. Неверојатно, мислам дека изиграли со све наше срце и се играли со све наша желба, мотивација да победиме денес. Парис е една од најдобрите екипи во свет, го покажувала денес. Ми сме се играли само со срце како екипа, мислим да изиграли сви заедно. И тоа е најбитно, мислим да изиграли со све наша срца во терен. Мислим дека денеска беше мојата задња утакмица, задниот надпреварот и овото што посакувало од први дан кога стигнал во Вардар, да си одим као европски шампион. Раул, честитки за титулата. Ова е неверојатен успех за македонскиот ракомет, за Вардар воопшто е една нова страница испишана со златни букви во македонскиот спорт. Очекувавте ли да бидете на врвот? Јас се очекува да играме како ние знаеме, зашто вчера не си играме толку добар, првите 15 минути, денес очекуваме мижда. Подобро, си играл како треба да биде, ама бевме малку морни, ама до крај ние си играме како ние знаеме цела сезона и имаме титула. Вардар играше фантастично и во првиот дел и во вториот дел, ја контролираш играта, резултатот, одигравте тимски, одбраната функционираше безпрекорно добро. Што беше клучно за победа против Парис Сен-Жермен, против најскапиот тим во Лигата на шампионите? Клучот, јас мислам се, што кога играш против Барселона, против Парис, против Веспрен, треба да имаш најдобрата одбрана, со најдобриот голман, и кога треба да нападне, не треба да ја изгубиш топката, и ако сакаш да успеаш, сите треба да играат максимално ниво. И денес беше така, вчера исто така, кога изиграме против Лесбург, исто така, кога изиграме Final Four Сега Лига, исто така, и јас сум горд, и цела Македонија мислам треба да биде горда, зашто ние сме тука, зашто ние сме во Македонија.